Нема потреба да се скрие. Што си тоа си? Точно. Знаеш, А зашто би се криел? Па ром, се гордеам ром сум, на пример. Да. Македонец, ама јас го представам Македонија. Тачно. Да можам да разберам була ли си и гркиња il si momente Македонка, што си толку убава. Овде у студијава ни е многу весело расположено, затоа што равенката за успех ја решаваме со музички звезди кои се навистина интересни и секаде каде што ќе отидат се максимално забележани. Ќе споделиме нивни искуства и верувам дека ќе ни биде пријатно дружењето со Сузе Галазова. Ја споменавме во некои од претходните емисии и тоа беше и некој лајт мотив за да ја викнеме тука да биде со нас, а она секако пошто многу одамна си се знаеме и супер ни оди муабетот, така да ми е задоволство Сузе што ќе се дружиме денес во Равенка за успех. Здраво и фала на поканата секако и мене ми е и чест и задоволство што сум денес тука со вас, со тебе и со познатиот Џамбо. Јас верувам дека ќе се направиме добар муабет. Супер. И дека нема да ни стигне сад време. Да, може и малку ќе не биде. Џамбо Гушев го знаат не само Македонија, го знаат и многу и надвор исто така како и Сузе, многу си актуелен, многу си активен, вие сте фамилиарно трубачи, музиката у крвта и за таа тема мислам дека неисцрпни се муабети, може да збориме до утре. Па, која е цела фамилија со музика. Пораснат со музика од најмали нозе. Значи, интересно ли е да се живее во музичко семејство? Кај што прво учиш да свириш па да збориш. Баш така. Да. Значи, ние живеевме во такво мало што сите заедно бевме јас, братучедовците и например од колегите што свира на татко ми сите. И знаеш, кога мали деца гледат големите одат на свирка тамо вамо, ние едно време имаше нели тие како буринија, букалчинија, па некој стапче зема почнува да тропат тамо. Се барат инструменти, се прават инструменти. Така, некој ки скрши од дрво нешто тамо, дембек дека бил саксофонист, па јас со труба имитиравме Агушеви тога старите. Па така почнува знаеш интересно, некој дува, некој свира, некој тропа, некој пее и многу весело беше. Така, што е најинтересно, јас Џамбо го знам уште од дете. Јас веќе тогаш пеев со групата Пицикато, тоа беше во 1999. Колку години имаше тогаш, се сеќаваш ли? Беше многу мал, може 7 години да имаше или така. 10 години бев тогаш, 10 години. Па да, така ми изгледаше тогаш помал. Па помал, јас. Тој настапуваше со оркестарот на неговиот Чичко Кочо, така? Да. Тој беше жив тогаш. Настапуваше со Гоце Арнаудов и кога го видовме Џамбо, веднаш знаевме дека тој ќе биде голема звезда. Звездата ја носеше вака овде на глава, да. Не се осеќа кога некој носи звезда, да. Да, веднаш знаевме сите и проценивме дека тој дека се гледаше колку беше темпераментен уште тогаш на сцена. Има тогаш интересна песна, јас пеев тогаш со Горан Кукиче на дует, на Тетовски филиграни тоа беше, да. 99-та година. Годините одат. Летаат годините. А ние првите уште така почетоци ти беа со Гоце Арнаудов, така? Да. Значи уште од мали нозе со него. Те препозна он како влезе во таа некоја комбинација, да кажеме, да бидеш на неговите настапи. Па со Гоце ние се запознавме кога они се спрема за Тетовски филиграни. И имаше сценографија да направат како треба да набиде, како трубите треба да се движат. И јас бев случајно таму и свирев на страна, знаеш. И Гоце вика, убаво ќе биде, вика, да дојде и малиот, вика, убаво изгледа, вика, знаеш. Многу интересен настап има, да, мислам дека зема награда за сценски настап, да. И јас со трубата вика, нека дојде, ама свирели. И јас викам, како мал бев, јас уште тогаш малку така викам, како не свирам, јас ќе дојдам. И почнав така со
оркестарот направиме сценографија, нели се правиме некој кругче тамо, се чинуваме. И Гоце, тогаш јас како Гоце, знаеш како мал, не ми беше баш многу јасно кој е звездата со кој ќе настапам. И после со време кога почнав веќе да сватам кој е човекот, јас сум настапил со многу голема звезда. Па супер, тоа така се наместиле коцките за да дојдеш и ти до израз и твојот талент уште од мали нозе. Така, па со Гоце Арнаудов ми беше првата турнеја во Австралија. И навистина многу може да научам од таков пејач, звезда, кој веќе имаше многу песни, а јас имав 2-3 песни како соло пејач, бидејќи јас пев претходно со групата Пицикато. И така да првата турнеја во Австралија која правевме со Гоце Арнаудов, покојни сега. Да, нека му е лесна земјата. Суза ти, вие вас поврзува, нели, родното место, сите сте од Струмица, сите се во Струмица, доста талентирани музички излегоа, нели, звезди. Она што е интересно почетоците твои, кога, вака да се навратим, јас те знам пред доста години, уште Доме дизајн, кога го водев, доаѓаше гостинка, беше така исто атрактивна, згодна, со, нели, некоја си своја звезда, што, се покажа со текот на времето дека обстојуваш се уште така, и што ми е драго. Како беа твоите почетоци? Значи, како ти се припозна дека си талентирана и како почна? Па среќа дека моето село има многу луѓе кои се талентирани за музика и така бев обкружена со луѓе кои тогаш тоа време свиреа. И сестра ми требаше да биде пејачка, па таа се омажи и рекоа ајде Сузе ти да пробаш. Викам добро, а јас претходно си пеев, не мислев дека ќе бидам пејачка. И пробав со нив, веднаш фатив интонација, ритам, па вика ти си родена, вика со пејачка, вика ти мораш вика да пееш, а јас бев така срамежлива. Па тогаш по селата беа полни, јас од село Сушица и се одржуваше еден аматерски фестивал Златен глас. И сега за прв пат после колку време пак ќе се одржува тој фестивал. Да, повторно. Да, повторно ќе се одржува за аматери, ќе има убава награда, а јас ќе бидам во жири. Мислам дека ќе биде и Панчо од ДНК и Спасен Силјановски ќе бидеме во жири, ќе биде интересен тој настан и баш ми е мерак затоа што јас од таму почнав. Па моите другари од Сушица ме натераа да пеам на тој фестивал. И првата песна ми беше Што ќе ми животот, Благица Павловска, и првите заработени пари. Знам се сеќавам 4000 денари беа од тој фестивал и зедов награда за дебитант, дека прв пат нели кога настапив. Знаеш колку убаво кога си на некој фестивал си победил, па сега си жири. Тоа е тоа е голем успех. Значи исправна била наградата на место пошла. Да. Така да тоа ми беа некои мои први почетоци и потоа се некако ме тера дека стварно имав пријатели, другари кои ми мислеа само добро. А јас дека срамежливе, немој, не сакам, ама нели дека тоа мора да излезе, мора да се слушне кога некој човек е талентиран, да му се подаде рака, патот, или да му се даде ветер во грбот. Да. Така да тие ми се најдоа тогаш, а и моите родители ме поддржаа. Почнав да пеам така по кафеани, веќе од 98 година со групата Пицикато, па почнавме професионално по фестивали и со нив бев 6 години. Со група Пицикато 6 години. Убаво си работевме, бевме како една фамилија. И потоа веќе 2004 година се одвои посебно. Да, се одвоив јас и почнав како соло пејач. Поедноставно е кога си во група или кога си поединец? Па многу полесно е во група. Да? Да, па поготово за мене дека не мислев за ништо, само да се дотерам и да мислам на репертоар. Да. А сега јас не мислам баш така, ама добро е. Океј. Не, додека бев во група. Да, добро, сега секој различно си има искуство. Сега откако се одвоив тогаш од групата, и тогаш ми беше тешко дека мора да мислам на се, па и доста патував, почна да ме викаат во странство.
И така да... Добро, како поединец можеш поедноставно да се договараш за настапи. Затоа, Џамбо, ти како ти е твоето искуство? Вие настапувате, колку што знам, доста и со светски изведувачи. Да. И не сте, нели, затворени во кругот во Македонија, него многу често имате такви покани. Па ние со оркестарот веќе, јас како ги водам 20 години поминавме заедно и да имам некој прилика да не ми се роднини и браќа, и јас би продолжил сам. Да. Пошто многу години знаеш заедно, 20 години и имам веќе тоа хармонијата заедно и настапувани из цел свет ни оди многу добро. Во светот, да кажеме, во Европа, например, во континент, дека да настапаме со оркестарот, оставаме убави впечатоци и имаме некој енергија во цена. Не знам, годините ли го прават тоа, веќе се си знаеме што ќе си погледнаме, знаеме што како си функционира многу сигурно убаво. тоа искуство многу значи дека ќе се Ама многу е синхронизираш. тешко за договор. Ние викаме во 7, 8, на пример, овој ми фале, чеки ова да го направа, знаеш, кога 10 души, 11 мачки, па Многу се да. спремат, знаеш како е. А ти ги така замисли добро. 11 женски доста. Вау. Сите што се шминкати и фризури што прават. Да се вратам на мобетот, Бог да го прости, Чичко ми Кемал, сузе да ти кажем, само, нели заедно свиревте. Да, Стално тој се беше фалеше во со неа. групата, Пицикато, точно. Тек почнуваше сузе тогаш со нив, знаеш, и доаѓаше на фамилијата, пушта, имаше една песна Бато. Да, ти си батко старен. Ти си батко Старген. Слушајте, вика глас. Како пее? Ова ќе биде, вика, многу јака пеачка, вика, многу убаво пее, вика, слушай. На тато вика, Джемал, вика, бато, слушай, вика, с песна, вика, за тебе. Да. И така, ние стално кај нас пееше... Инаку со Кочо имавме една песна, Да. многу беше слушана таа во Струмица, бидејќи локално ја Да, со снимавме Чичко ми, тогаш. Бог да го прости, со Чичко ми Да, ајде Кочо засвири така нешто, да. Па и со Џамбо имаме доста соработка. Имате ли, да, тоа сакав да прашам, имате Многу ли заеднички многу песни. Откако нели се одвоив од Пицикато, морав јас да мислам нели на песни што ќе снимам, како ќе снимам. Првата песна ми беше се викаше Немирка, со која настапив на Фолкфест Валандово, потоа Удри Дајре, Плейбој Балкански и така почнав нели да создавам јас песни, на пример што сакам, во која песна можам да се пронајдам во текстовите и така натаму и која година беше тоа? Ама Лудо лето беше. Лудо лето, да. Таа ви беше заедничка? Да, па јас мислив тогаш, викам, никогаш не се споиле труба и виолина. Да. Прв пат Да, и со направивме мојот кај нејзин продуцент на песен. Дејан Момировски и Да. Борче Нечовски, морам, викам, да направиме, да споиме, викам, тие два инструменти, викам, виолината е нежна, нели, Да. нежен инструмент, а трубата е малце по-така... Трубата знае да биде нежно. Така, ако Ќе видиме знаеш... Кој зависи кој Кој како се се... свири, така е. И ми дојде идеја таква, тие се согласија, викам, супер идеја, и направивме стварно еден хит за тогашно време. Да, многу, Лудо многу лето добар. се снимаш, видеото Многу се снимаше добар хит во беше. Охрид и многу добро помина. Потоа па Мисица, Да. Џамбо ми ја препорача таа песна да снимам така. Значи Да, имате да. искуство, па не случајно ве споивме тука заедно. Вие може сега муабите да си правите, ја ќе ве слушам да споделите искуства колку сакате. Џамбо, сега ти живееш во Германија? Да, веќе 6 години сум во Германија, ама си доаѓам си одам. Тоа ви е обратно со Сузе. Сузе се омажи во Шведска, па си дојде во Македонија, па и ние мачи си често го... се гледаме пак Да. во Струмица. Ама и јас сум, како да сум во Зашто се Македонија. одлучи таму да живееш? Пошто со настапиве ти е секако исто, ти патуваш нонстоп. Да. Па Германија е од централа, знаеш, и дека да и патуваш, можеш А поблиско ти е се? Да, поблиско ми е се. Ама си функционираме ние со оркестарот, се враќам тука, повеќе сум тука, некој во Германија. Оркестарот тука живеат во Па да, Македонија? оркестарот тука, и кога имаме некои проби или настапи таму, ама си доаѓам тука. Иначе горе во Германија предноста подобро за децата подобро иднина имат, си учат, подобро цивилизација, знаеш како. Поинакви, Па, да, услови. Да. И затоа сум во Германија 6 години, иначе како Македонија нема. Можеме да Да. кажеме дека кај да одиш, Тука се нашата зове. држава е злато. Да. Да. Така, и јас се исто така. Суза, тебе што те натера да се вратиш? Еве, нели многу иселеници одат и не се враќаат, ама ти успеа тука. Плюс е тоа што твојот сопруг нема ни врска со Македонија, нели? Ти успеа да го помакедончиш. Едно време кога нели ми беше преку глава,
и од работа, и од патувања. И ете, ја имав таа среќа да го сретнам Јасмин, па да се одморам од се и да се изолирам и од јавноста, па си направив една убава пауза во Шведска и сите се чудеа тогаш како јас како не полудев, дека толку динамично нели живење, веднаш се смирив и па 6 години така нешто, да, доста. Па дека керките ги родив една по друга и немаше ни кога да одам да патувам, нели да се занимавам со мојата професија и некако па многу време стана кога паузирав и си велев леле едва чекам да си одам Македонија и тие што ме мразат ги сакам. и тие ми фалеа, значи се ми фалеше. И работата и тогаш си велев леле колку сум била будалче, нели, кога се велев доста ми е, не сакам да одам таму, а после ми фалеше, нели, и си реков од тогаш, нема никогаш да кажам не сакам да одам таму, не сакам да се сликам со луѓе, не сакам да гледам луѓе, нели, така, знаеш, кога ќе ти дојде преку глава и си избориш некои што не треба да се кажат, нели, некои муабети, но ти си реков после тоа, само да се вратам Македонија и се ќе видам. Више не се жалам, Македонија топ ми е. Никој пат не сум се жалил за Македонија, секој пат кажува. Да, добро, родното место и луѓето кај што си пораснал ти е тоа си уствари ти, ама од друга страна, нели, заради одредени услови многу луѓе се селат надвор. Интересен е моментот дека Суза се врати, ама веројатно пак незината професија не ја врзува многу локално, она пак се шета, си патува нонстоп, си функционира секаде. Кажи ми, што е интересно, например, во настапите ваши? Каде обично имате, во да речеме во Србија, имате ли настапи по концерти со кој од тие некои балкански звезди имаш соработка? Па јас моментално со сите соработувам. Имавме во Србија, свиревме на Тодомундо фестивал, еден од најдобрите фестивали. Таму свиревме, па беше и групата Кал, беше таму во Европа, се многу познати. И после тоа па се сретнавме со Јана, вика, ќе ми дојдеш да свиреш на керката, вика. Моја качке, керка и многу сакаше ние да свираме на родина на 18 по ние бевме таму со оркестарот, па свирахме и таму. Убаво беше, многу весело беше. Вика, вика... Многу бакшиш имаше? Да. Да. Трубата е така згодна за редење бакшиш. Имаше. Беше интересно на сите, вика, многу трубачи има во Србија, вика, како може, вика, од Македонија да дојде трубачи, вика, знаеш. И она каже, моја ќерка оче џамбо да свире и џамбо ќе да свире. Доби награда Златна труба, нели, на Гуча? Да. Фестивалот. Да. Тоа е многу престижна награда во тој свет, нели? Ваш трубачки. Да. Да, еден од најголемите фестивали на светска база беше тоа. Тогаш има 200 оркестри таму имаше. И за тај фестивал да добиеш награда треба многу да се мачиш и ние стварно многу се мачивме со оркестарот, пробавме, вежбавме. Што е повеќе, талентот или мачењето, работата? Па и талентот, ама секој труд, значи за мене многу важен. Знаеш, многу треба да вложиш, многу треба да вежбаш. Господ дава на сите талент, например. Ама јас мислам дека тоа е равенката, значи 10% е талент, 90% може да биде е труд. А другото се е работа и труд. Значи успехот не доаѓа туку така, значи мора да се работи, нема спиење. Јусуф те пофали во нашата емисија, вика Сузана Гавазу, Турција е Шакира. Шакира, спиеш ли мирно? Ама знаеш што? Јусуф кажал во Турција, да, во Турција. Жена ми е од Турција. Од Измир ми е баш, од Измир, да, од Буџабон. Да, точно, многу ја сакат Сузана таму. Суза има многу македонци таму, од источниот дел сите се таму. Значи македонски се пее, македонски се свире и јас имам неколку пати настапено таму. Ама Јусуф кажал дека во Турција е Шакира, а не зна дека во Европа и во континент таму, јас мислам дека сите викат Дженифер Лопес. Дали спие мирно, сега не знам. Ни Дженифер, ни Шакира нема да спијат мирно. Да, што Суза е Дженифер Лопес. Суза, да, важи за една од најатрактивните пијачки кај нас. И твојот изглед не го менуваш со години, значи си држиш до себе. Што е формулата за тоа? Формулата е здрава исхрана, спорт,
Кога да и се јавам, извините, кај што те прекинам, се е во планина. Да. Кај се Сузе во планина чист воздух. Издадија, кажи ти. Кај си во планина сум вика чист воздух. Кога да и се јавам само во планина. Па ете, тоа е значи. Така е, да. Па тоа сите веќе го знаат, дека постирам многу пати од кога сум во планина и уживам навистина во чистиот воздух, во природата. Најважно е исто така еден човек да остане психички здрав, да има контакт со природата. Како? Да, па нашето сонце, најубаво македонско сонце, секогаш го снимам кога заоѓа или некогаш па и на Сабајле пешечам. Сончева земја сме, да. Да, сончева земја, па сега кога беше топло, кога беа тие топли денови, Македонија беше најтопла. И затоа јас секогаш и на Јасмин, мојот сопруг, викам, видиш какво сонце имаме ние. Нема никаде такво сонце. Ти така го излажа Јасмин да дојде тука. Во Шведска е само знаеш. Да, а да се навратам тоа за во Буџа, во Турција. Тоа е општина Буџа во Измир. Да. И јас бев тогаш поканета во 2019 година. И не бев свесна, знаеш, каков настане тој. Затоа што ми кажа фестивал, јас си помислив дека некој помал фестивал. Не, голем фестивал. Да, голем фестивал и навистина професионални во цела таа организација. Ние стигнавме тој истиот ден дека Турција 2 сати напред. Стигнавме во 17 часот, веќе во 18 бевме во хотелот да се одмориме, да се спремеме, веќе во 21 часот вика треба да бидеш готова и за среќа не каснев. Викам чекај се гледам дека се така професионални во целата организација да бидам и јас. И се спремав. Точно во 21 часот дојде лимузина, не однесе тамо до настанот. Па имаше комби кампер, па да се одморам или да се помолам пред настав, знаеш како е, мора. И 10 од луѓе од обезбедување ме однесува до сцена, кога излегов на сцена, овации, аплаузи, јас не бев свесна што се случува. Кога видов толку народ, стварно навистина, има. Јусуф што кажа, значи тоа е вистина, тој е телевизиско лице, водител. Тој го водеше фестивалот, не може да лаже човекот, значи имаше многу луѓе, сега дали беа 15.000, не знам точно. Не, они претходно кога сме зборувале вака во неврзан мобет, ми го има кажано овој факт дека стварно голем интерес будиш таму и дека навистина луѓето баш сакаат да те слушаат и гледаат. И зашто нема тука ништо чудно. Јас кога видов толку народ, македонски срцето ќе ми излезеше многу веќе стапнав. Каква е возбудата стварно кога има премногу народ или кога ќе видиш дека некаде си стварно многу? Па знаеш некогаш кога ти се случуваат такви убави моменти, човек не е свесен. И само сакав да излезам на сцена, нели, да ми помине таа трема, да осетам, нели, со публиката флуидот, да искомуницирам, да ги поздравам и после тоа само си течеше како што треба. Прв пат се видов и со музичарите. Се договоривме што ќе пееме, како ќе пееме претходно, но нели пак прв пат се гледаме, не е едноставно. А колку песни? Но и тие професионалци па едно саат време до саат и пол така нешто пеев мои песни и потоа нели старите уба македонски песни кои многу добро ги знаат, Јовано Јованке, македонско девојче тие, значи на глас ги пеат сите. Сите ги пеат. Да. И без да грешат текст. Ама и плачат кога пеат, навистина. Па нив ги влече веројатно она што корените и носталгијата за Македонија. Они одамна се ојдени таму, мислам дека има повеќе од Делчево, имат Берово, имат Пекчево, имат Струмица, има. Јас многу пати кога одам во странство сакам нели исто така тие песни да ги почувствувам како тие што ги чувствуваат, затоа што тука нели ги пееме секојдневно и не ги чувствуваме така. А кога сум таму, дека ја осеќам таа енергија и јас плачам со тие песни. Нормално се сочувствува моментот, нели? Да, не само нели во Турција, на секаде. Затоа што таа носталгија се чувствува. Па во Австралија како бев? Да. Во Австралија со душа пеат песните сите. И плачат и пеат. Така. Па ние последно со Џамбо, они друга веќе поинаку го доживуваат сето тоа што не го имаат тука, што не им е блиску. Ние нормално не го доживуваме исто пошто сме си тука. Немаме Џамбо ти не рече дека ме пратеше мене во Австралија сега последниот пат.
Бевме на турнеја исто во Да? Австралија во 2024. Заедно? Да, заедно. Дека една песна што снимавме, Прстен несуден, Да. заедно што ја снимавме таа песна. Таму, значи, некои луѓе толку многу ја сакаат таа песна, значи нонстоп само таа песна ја бара, така? Ромео ја бараше Прстен несуден. Се сеќавам се. Да, ти заборави, нели? Значи преубав И исто. пее и плаче, викам, ти си само за Австралија, таму пеат и плачат, викам, сузе за Австралија. Да. Така да тогаш таа песна не покажа нели многу дека ќе биде хит и дека не е комерцијална песна, но ете гледаш некои луѓе се пронајдоа и таа песна, и во таа песна. Прстен несуден Не многу. супер се одеше во Австралија, сите го бараа песната. Да. Значи беше прекрасна Джамо песна. слушнав дека ќе бидете гости на, ако е ова вистина, на Gypsy Kings на нивниот настап тука. Уште сме на приговори. Уште сте на Да, преговори. ама Значи јас јас со пред Николас, време со Николас настапивме ние заедно во Франција. Во најголемиот фестивал што беше Велка Минциген фестивал у Тулус. И ние се знаеме многу оддамна. И сега ми дојде понуда и они питале за мене таму мамо и знаат ти сме од тука. Да. Да, јас ако се вратам од Германија би требало да бидам тука. Какво е чувството? Пред време ве објаваме Со такви големи звезди. Па, Или веќе го немаш тоа чувство затоа што си да ти кажам искрено, ние еве на пример пред 10 години да кажам кога ќе слушав тоа и веќе ми беше дури знаеш чеки не спиев, чекам само да се видиме, Возбуда, знаеш, да. возбуда и И јас исто многу ги обожавам Gypsy Kings. да. Па треба да одиме заедно. Ќе ми одпееме джелем. Во тој стил. Зашто да не и они пеат? Секаков стил. И веќе пошто со многу популарни и настапивме со оркестарот, бевме еве со Тото Котуњо бевме Да. со Летото многу Котуњо од кога не што мислам има нови хитови веројатно. Ја го памтам од времето. со глумецот што беше и пејачот Нино Динанџело. Јас немав појма кој е човекот ову му Наполи со огромен оркестар, симфониски оркестар, ние сите заедно вежбаме, свираме, кога видев дека е филмски глумец таму, немав појма кој е, знаеш. Така да. Човекот не може да се движе од луѓето што го сакат многу. И ние со него заедно јадеме, пиеме, исто во Турција, Волкан Конак, еден од најголемите како председател го рачунат во Турција. Ние заедно свиревме на Харби Ачекава на отворено, свиревме концерт заедно со него. Имам со него. Да, тоа е некоја потврда дека навистина сте на врвот, да кажам, нели во однос на професионализмот, бидејќи сигурно не биве викале и канале такви звезди кои можат да одберат што сакаат, баш вас. Свесен ли си за некои своји, не знам, квалитети кои се вонсириски или си се чувствуваш онака баш како што и кога си бил помлад и дете? Се менува ли односот општо кон средината? Не се менува, јас не сум се менил и никој пат нема ни да се менам. Тоа ми е на мене по потеклото ми е здрав. Здрав темел да кажем од татко ми и од родителите. Јас сум си научен така и така ќе се продолжам. Така, Колку традиционално. Да бидам и на врвот и пак ќе се видам јас Џамбо, оној што ми познават во Струмица сите мои другари или во Македонија. Има убава енергија. Се гледа, да. Да. И Така да. не мислам дека тоа кои си мислат после брзо паѓаат. Право. Јас така вика, ниско паѓа. Да, право си, се гледа твојата енергија и темперамент. Веројатно и за овој инструмент и треба да си многу енергичен, бара. Бара многу и внимание енергија. бара. И внимание и вежбање и све. А Сузе, исто карактеристично за тебе дека сакаш ромската музика доста. Сега веше кога ги спомнавме Gypsy Kings и тие некои песни кои вие заеднички ги пеете. Мислам дека многу пати се поставува прашањето дали имаш ромско потекло, нели зошто толку ја сакаш баш ромската музика. Ке ни кажеш ли што е уствари поентата во тоа? Да не беше заљубена во некого? Многу пати нели читам коментари на кога пеам такви ромски песни. Сузана е ромка, зашто не кажеш дека си ромка? Зашто се срамиш да кажеш? Јас напротив да сум ромка, не би се срамила воопшто затоа што ромите се убави луѓе, талентирани за музика и си викам, јас да бев ромка, ќе бев уште поубава и уште поубава ќе пеев. Не сум за жал ромка.
но ја сакам ромската музика и ромите ме сакаат. Значи тоа е некоја нели таква енергија која и јас си ми ја давам и тие ми ја дават и многу пати сум запувала и на тие ромски балови. И тие сакат секогаш нешто ново, нешто. Ромите сите ми кажуваат и сите што имам слушна, вика Сузана, ние вика втора сме раџипо. Да. И вика, има некој глас и боја која пее и асоцира на Есма Реджепова. Да, Есма Реджепова јас исто така многу ја обожавав и ја слушав. Значи, немаше ден да не пуштам песна од неа и некако ми влезе во уво незиното пење, а и бојата некако слична и навистина можам да до тонче, до трилерче да ја изимитирам, но сепак нели сакам да си оставам ја свој печат и свој стил на пење, да сум препознатлива. И кога сме кај ромските балови, ти ми кажа дека веќе имаш во план наследниот да бидеш гостинга. Така, па мене скоро секоја година ме викаат на ромски бал, но не бев тука, бев ова година бев во Америка, лани бев негде на одмор, така нешто, ама и не сакам да отидам дека немав некоја таква нова песна, кај што нели можат да се веселат како што е Бум Бум. Да. Сега снимавме една на ромски и на српски со Звонко Демировиќ, така да има со што да се представам со нешто ново. Така да ќе прифатам другата година да бидам и дел од и јас од тој ромски бал. Инаку Ти Џамбо? Па јас бев скоро на сите ромски балови. Да. Да, ама во ромски бал они знаат да слушаат, ромите знаат и македонско слушаат, и српско слушаат, и турско слушаат. Значи тоа е само како лого ромски бал. Тоа има, значи да, па има и гости, нели што не се само роми, да. Значи многу убаво се поминуваат. Не знам за коментарите да се вратам назад. Викаат ромка дека па она да е, ќе се гордее со тоа, разбираш, мама она се ја сака ромската музика и ром да е, и македонка да е, и турчин да е, јас мислам дека имаш емоција, имам емоција. Апсолутно. Знаеш, сакаш, се влюбуваш и јас се љубам, разбираш ли ме? Значи, има тоа е. Јас мислам луѓето на коментарите треба малку да пазат некои коментари гледам. Јас сум горда кога ќе ми кажат дека па Господ сите не створил исто, знаеш. Така е, така. И не може ти зашто скриеш, не кажуваш, знаеш. Нема потреба да се скриеш. Што си тоа си? Точно. Знаеш. Јас зашто би се криел? Па ром се гордеам, ром сум, на пример. Да. Македонец, ама јас го представам Македонија. Тачно. Да. И за тоа треба малку да пазат, значи и они имат емоција, и они имат, знаеш, од крв од месо се, знаеш. Не може секој да пее. Треба да пазат малку. Нели е така? Не може секој да пее кај ромите. Дека тие чувствуваат ако некој пееш само пее технички добро. Значи, тоа е добро кај нив. Они се, значи, не дека ги заштитувам, значи, така се музикални, што ќе слушат, например, они знаат да кажат дали е добро, дали е лошо, а на вистина е така. Јас, например, музичар сам и слушам и некој што не е музичар, некој ромче ми кажува и ми вика, ја тука вика, не пее добро, вика, фалч пее. Викам, браво. Значи, уво, не за тебе, за тебе те сака. Да. За некои пејачи, знаеш, доаѓаат некои пејачи, и да не се професионални музичари, имаат, тоа е талент. Генот. Ајде да запееме са нешто. Ајде. Трува џабе да не стои тука. Ја го срцката. Ајде. Штета ако не засвири. Ти така кралот на трубата ако не засвири. Да, више кога имаме тука стварно нека поуживаат малку. Джелем не дроме. Мала дила. Шукаре роменца. Джелем Дуго не дромеја Маладиле Шукаре роменца
Чавале Ромале Чавале Одиме и барбал пудела. Што во звучи. Разнежливте, ја ќе уживам. И барбал пудела чаје, обршим перела, метуджа керава чаје, мандете аве. Туке камера, сонавеја. Туке камера, сонавеја. Сонавеја, сонавеја. Браво, 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 Суза. Браво и за тебе, Џамбо. Секоја чест. Знаете како ме разнежнивте? Толку убаво Па звучиш. тоа сакавме. И Сузе, и Џамбо, значи, не, стварно штета ќе беше да не го слушнавме ова. Па, Само на муабе да останавме. Штета ќе беше. па ете, дека јас гледав неколку емисии, викам, Да. никој не запеа, викам, Да. да, јас ја запеам со Џамбо, Да, викам, да. мораме Баш да го супер. искористиме. Баш супер идеја, Кога ама ние веќе стварно тука. жално ќе беше да не слушнавме. Многу супер сте синхронизирани некако. Мислам, што да коментирам, тоа светот го признал, се ја ќе кажувам што сте. Се знае. Уживавме. Фала многу. Уживавме, Мило дефинитивно. ми е, стварно. Јас се надевам дека и гледачите што Сигурно. не гледат, што ќе не гледат. Кратко дека ќе е, се уживаат. убаво ќе биде онака да можат да ве слушнат вака на некој концерт подолго, да си уживаат. Сте имале ли заеднички концерт некој само вие? Па настапивме заедно во Австралија, бевме прекрасно си поминавме. Не, за тука, за во тука. Македонија, И во диаспора. Македонија, да, во Куманово еднаш Куманово бевме еднаш, да. На многу настани. Знаеш, во Некои Македонија приватни недостасуваат веселби, можеби многу пати. вака повеќе и почести настапи на нашите изведувачи, нели? Често пати го коментираме тоа, ама у суштина така е. Фали. Фали затоа што имаме страшно добри, талентирани, квалитетни изведувачи и музичари и пејачи и се. Па како не, ни фали тука да пееме во Македонија, Да. не само надбор од Македонија. Ние Апсолутно. сме И веројатно и тримата е поголема кога си тука па меѓу поголема своите. е одговорноста, Одговорноста, да. Да, да, да. Ние некако во својата земја немаме таа чест да пееме и да свириме тука. Не знам зошто повеќе сме во диаспората. Да. И дали таму се по-носталгични за нашата музика, па... Тоа ни сигурно, вика- да, ама сепак и А добро, тука Ние малце... малку касно функционираме. Јас пред една година сум ангажиран веќе. Еве, вие почнав веќе за 2026, имам веќе 43 настапи за 2026. браво. Да, а 2025 веќе сум фул. Браво. Значи, Што значи тоа фул? Секој втор ден, секој викенд? па сега секој втор ден или трет ден, да ти кажем викенд, од мај веќе натаму сме секој ден. Леле. Свадби, концерти, фестивали, настапи. Добро, не е прифатни напорно за- тоа темпо?
Напорно, ама тоа е не Кој те ангажира, прашува, другото више сака. ќе влезеш у бување толку. Има работим јас со менаџерот веќе 12 години сме заедно од Србија и од не ангажира сите тие работи веќе која имаш договор потпишено. Сакаш, не кеш. Нема пардон. Нема пардон, нема ништо, пауза нема. А семејство имаш живе, сопруга здраво. и 2 ќерки? Колку деца имаш? Јас имам 4 деца. О, машала. Да. Супер. Да. Од првиот брак имам 2 деца, од вториот имам 2. Супер. Да. И ние имаме 4 деца. И вие имате 4 деца, да. Добро, па добро живеја со нас тие години кога нели јас бев во Шведска, синовите од Јасмин. Живее со нас и си ги гледам како своји деца. Да. Да, Значи нормално, да. заеднички имаме 4 деца. Да, Супер. нека ни Да, се нека живи се и здрави. живи здрави, Се живи да, и здраве, така што поголемо Сега- семејство, тоа побаво. Да. Како они го прифаќаат тоа вашето отсуство цело време или нив ги стави у музичкиве води? Па, поголемата ќерка не, она уче. Талентирана е, сака да пее дома, пее, гледам, слушам, има инструменти, има клавир, има труба, има гитара дома, се па пее. Добро, за девојче малце труба, не знам. Па, помалата сака, еве. Да? Од еднаш Мерина почна со труба да свири. Да, значи ни да покажам ништо, сама си дува трубата. Тоа си има и укривта, не знам, викам се, она кој излезе трубач. А машкото бе, Па, да, нема сега машка женска работа. Добро, нема. Нели сме Па, еднакви? нема. Еднакви. да, па нема веза. Мерт, гледам, му викам, тате, ќе свираш труба? Да, вика, тате, ама не вежба, знаеш. И јас викам, абе, јас на твоите години знаеш што правев? Абе, растурав, викам, на твоите години, му давам малку тоа, знаеш. И гледам, земал трубата и си облечел како мене и слегнал доле кај мајка ми, татко ми отидел и им дава концерт. Татко ми каже на моите години, вика, растурав, да, и се спрема и гледам со трубата како тие моите работи ги права. И убаво е да си видиш синот, Како децата не? да видиш тако и не, интересно е. А керката Мерина, викам, без да покажам си свире. А и Ете. помалата само пее цел ден. Цел ден. Во крв музиката. Тоа Да. нема шанси да не се талентирани. Само дали ќе си го одберат тоа, нели, како правец во животот. Подруго е кога е маж во оваа професија. А ние, нели, мајки, пејачки, мораме да балансираме. Значи, Да. без мајка не се може. Затоа и јас можам Да, секој отсуството ден... на мајката е Да. повеќе се забележува. Можем многу често и јас така да земам настапи, да пеам таму вамо, но балансирам, значи не сакам нонстоп да сум одсутна од децата, дека нели мајка е друго, татко е друго. Без татко се може. Само пари да носи. Само Молим те, да Сузе, кешира. молим те. Не, така е на вистина. Секако не се може и без без татко. мајка, јас мислам дека се не може. Да, ама Не, добро, додека види, растат, мајката, додека растат, Не, додека не расте. влејте на страна, молим. Ама ти носиш пари. Не, јас носам пари, да, ама јас треба да бидам покрај Присутен, нив, нели? да, во Јас нивното и- растење. Да, мислам, Добро, тоа секој е си има нормално. улога, нели, во Така е. воспитувањето и во се, ама мајката она нега, она грижа што ја прави, не може исто да ја направи таткото. Тоа е некоја нијанса Додека се разлика. мали, да, Додека Па веќе се јас ќе сам мали. подгорат, мора и не татко им да дојде знаев тука. на децата и карактерот како беше времена корона се научив се. Не знаев, отидеме в Короната за дома. некои работи добра беше, нели? Од некоја Што страна, се прибравме некако од некоја под- погледна точка, јас Да. мислам дека мене многу работи ме научи дома. Што не знаев тие работи. Јас од 11 години излевам од дома и Да. и не сум го доживеал тоа што го доживеа време на Конра. Например, детето не знаев на што се лути, што сака многу да јаде, што сака да прави. Јас не го знаев тоа, или момичка, или момата, поголемата, или малите. И така почнав веќе јас да Да ги се осетам и зближуваш, да разберам што сакат, што не сакат. Да. Некои А работи не ние учи. па мајките тоа го имаме природно. Нормално и секој. ние знаеме, вижте кога ќе се роди детето, кога ќе заплаче, зошто плаче. Тоа е Добро, тоа. мајчинскиот инстинкт и Инстинкт. природно заради тоа што и 9 месеци го носиме го Абе, чувствуваме. Сузе, и ние знаеме зашто плачеме, ние го немаме. Така е, да. Да, нормално. Тоа Па нормално се, Една е најискрено мајка. кажувам, и ние знаеме зашто плачат, ама ние го немаме тоа. Тоа е, затоа И викам, затоа мајка, добро, окей, признавам. Готово. Не идеме дале за дебата. Не, окей, готово. Мајка. Мајка.
Сузе феминистци по пределба. Да. Да. Секогаш сум на страна на жените, да. И секогаш дека јас сум нонстоп со мажи и некогаш ако има некој муабет нели за некоја жена која е нападната, јас веднаш тука во одбрана. Да. Па нормално, ние мора да се подржуваме. Да, ова го знам дека си така наклонета кон жените. Моја една пријателка што е мажот музичар, вика кога беше на турнеја со Сузе иницирала да ми купи парфем, да направи гест. Викам, видите, Сузе размислувала дека треба жената дома да испочитува. Да, секогаш. Па сакам повеќе да се дружам со машки, на пример. Повеќе ми одговара друштво со машки, а секогаш сум. Па може би имаш тој алфа момент. Да тебе е доминантен, нели? Кај што сигурно функционираш. Јасмин како се носи со оваа твоја професија со оглед на тоа дека треба да те го издржи темпово. Добро и вниманието што си ти атрактивна жена, што не привлекуваш внимание. На вистина имав среќа да го сретнам Јасмин и многу ме поддржува и ме прати, што е најважно, секогаш доаѓа со мене, тоа многу ми значи и многу ми помага во да не мислам на многу работи. Оние менаџерски работи, нели, околу целата концепција и сега фактички заедно работиме. Јас кога ќе кажам јас не сум ги заработила тие пари само јас, значи заеднички работиме. Иако некогаш тешко му доаѓа тој момент кога, на пример, навечер тој сака навечер да спие. А јас, на пример, сум ноќна птица, за мене нема проблем. Но тој не може тоа да го прифати. Јас вика, не можам така да живеам, мора нешто да направиме, да пресечеме, знаеш. Ама јас па гледа дека не можам па без музиката да не настапувам, без публика, без тој аплауз, нели што не храни секогаш. И така да ме разбира и ме поддржува. Сега за сега добро е. Но нели како врват годините, секако јас нема да толку многу да сум активна, па ќе сакам јас да се повлекувам полека. Затоа што нели животот брзо тече и така да треба да си имаме време и за нас, и за семејството, и тоа е. И никогаш не е доцна за музика. Ја не верувам дека постојат лимит години. Се единствено ако немаш кондиција за настап, пошто нели со годините и со здравствената состојба. Кондиција имам многу. Тера си супер тие вака. Ми се чудат нели кога ќе станам, јас не сакам да седнам. Значи можам 6 сати. И јас сум тако. 6 сати. Сакам да се свирам подосадно и кога седам. Па веројатно од 11 години кога си почнал, ја не знам дали знаеш да функционираш поинаку. Па не знам да ти кажам искрено. Би можел нешто друго да правиш, не? Тоа ти е веќе немам ни намера. Ама на штикли можеш ли? На штикли не, ама добро и машките облечуваат се, знаеш. Има кондури по повисоки. Повисоки да се. Да, не по-неудобни. Со жени не можеме ние сега. Готово, јас признав, готово со вас. Па не можеш сега. Ми се чудат, ме прашуваат, па ти на што си толку нели на штика да издржиш? Па викам, јас имам кондиција, сум секој ден во планина. Браво, стварно така и во Австралија беше така. Цело време игра, чинува рипа со штикли и нема мак. Да. Тренинг е тоа. Научено е веќе телото и си знае, си го држи темпото. Со оглед на тоа дека сте нонстоп на настапи, ви изморува ли тоа некогаш? Што е она што ви е најголема сатисфакција, нели, кога ќе се вратиш од настап? Публиката, нели, сето тоа што ќе си наоѓаш ли грешки некогаш, се осеќаш ли дека ова не беше нешто добро, утно? Па има некои настапи и така, знаеш. Има, на пример, се дешава човек секој пат не може да биде се максимално добар. И ние оркестарски. И се зависи публиката каква е. Има некој публика, знаеш шо, музиката ќе растура, но публиката не влијае. Например, не реагира исто. Ништо, си гледа. Например, ние свиревме во публика да оваа музика. Out of Nola свиревме концерт во Италија, бевме негде таму. И сите беа, не знам како се вика тие во црква, знаеш што се облечени свештеници, не знам, сите беа така и свиревме, значи сериозен концерт, многу народ. И свиревме некои, знаеш, направиме работки фанки, свираме наши работи, свираме друго. Че завршуваме само.
А еден пак гледам на страна, само свираме и само Викам, што прави? Свираме Елено. А ти се пратиш. Јас гледам дали некој диригент. Знаеш, гледам пак, викам, на оркестарот, викам. Јас па пратам такви моменти кога гледам, викам, стегнете се, викам, тука има некој многу голем човек, викам, не прате, свирејте, да. И оркестарот толку им фале. Само што им погледам, знаеш, ама сварно, значи свират тогаш. И завршивме, човекот ми доаѓа и ми вика, сите ритмови ви имам запишено, вика, Елено, моме свиравме, вика, што ритаме, Елено, моме? Вика, не можам, вика, да го најдам. Викам, оди кај нашиот тапанар, викам, ке ти кажам. Цело време он се мачил за Елено моме, кој так бил. Цело време. А јас викам, човекот бил најголем диригент, а он бил во музичкото школа професор. Добро, нешто ново слушнал. Да, Елено моме, нашиот ритам, не може да го брои. Да. 7-8-минскиот. Па, ние сме специфични по тоа и по нашава музика и каде највеќе имаш најубав печаток од публиката? Каде највеќе реагираат? Позитивно? Па горе-доле ние секаде кај што свираме со оркестарот, некој пат они знаат да направат добра забава. И ако не познават нашата музика, ама на нашите ритмови многу се опуштени. За жал ние во Македонија уште го немаме тоа. Се плашат уште, на пример, одат, ќе ме виде дали ова е братучет ми, дали ова е тоа, да се повлечат на страна. Да, постигнато реагира. А во на пример во Европа или во светот не е така. Знаеш како играат и прават некои убави амбиенти и за нас е добро тоа. А понекогаш ако не си направиш ти самиот и како публика добро расположение, не може никој. Или треба самиот човек да се биде расположен, да се направи веселба. Некој пат колку и да бидеш позитивен кога публиката ти влече, знаеш. Да. И треба и да реагира соодветно на тоа. Ако не реагира како што треба, ќе се и самиот ќе почувствуваш дека нешто дали не е во ред. Во Вашингтон ние свиревме концерт, бевме во Америка. Бевме на повеќе месеци. Бевме во Охајо, Мичиген, Пенсилванија, шетавме цел интернационални концерти свиревме. И свиревме во Вашингтон во Кенеди центар. Еден од најпопуларните места дека што свират сите најпопуларни звезди во таа сцена. И свираме ние американци, како играат, викам, тие да немат некој ромско потекло. Ама играте и тоа направиме многу голем шоу и после еден излезе дека... А имаше баш американска публика? Да. Овие наши баш. Баш трнци имаше, баш правилно американци имаше. И играат. А некој па дојде ми вика Ибраимоџа. А викам тоа 100% некаде од кај нас. Чим знае Ибраимоџа. Да. Па било од Косово некаде таму. Па ми дојде ми вика Ибраимоџа, свиревме таму, ги научил тие таму игриорци биле, Ибраимоџа играја. И така ми оставија некој убав печат. Значи, вашиот живот е многу интересен. Се среќавате со многу луѓе, се среќавате со различна публика, се среќавате со луѓе што се расположени, нерасположени, па треба да направите атмосфера. Како вие кога не сте расположени ве расположуваат или нема нерасположение? Мора кога ќе излезе на сцена Сузе да пее, да биде весела, нема пардон. Се случува да не сме расположени, ама кога ќе застанам веќе на сцена и микрофон. И тоа го оставиме се. Да, ја заборавам на се и уживам. Актуелна си на социјалните мрежи, Сузе, можам да забележам, така доста знаеш да споделиш со твоите фанови, со тие што следат, со ние што ти ја пратат кариерата. Нели нешто од домашната атмосфера, од твоите кулинарски способности, ете од природа. Втора љубов, да. Па знам да споделам, али во последно време не, затоа што имав многу коментари, па Сузана веќе домаќинка, не е пејачка. Не знаат дека јас можам и тоа да видам. Уживам кога готвам, едноставно и кога ќе си пуштам музика и тоа со љубов го правам и кога се јаде потоа тогаш посладко. Убаво готви, да. Јас имам јадено. Време карантин кога дојдевме, знаеш? Да. Па тогаш имавме гости цел викенд, нели, кога викав направивме лајфови, нели, направивме. И јас готвев преку дента, на вечер пеев. Може све. Вкусно. Да. Ете, пофалиме. Па некако и сум препознатлива по тие убавите македонски стари песни, кога нели правам македонски традиционални јадења и си пееш уста. Си пеам и така да и гледачите што гледат нели стори на моето стори,
уживаат и кога ќе ме видат леле сузе, па колку убаво готвиш, вика, па и музиката што пушташ, вика, погодена за тоа јадење. Чим со песна ги направиш, затоа се Се повкусни, да, све е весело. Зачинот, најдобриот зачин е љубовта. Нели, кога готвиш со љубов, јадењето е тогаш повкусно. Ја и мама кога готви, вика, пушти ми од сузе бум-бум. Викам, добро, мама, викам, таа песна ли, викам, не бе, вика, пушти ми бум-бум. Викам, да, мајка ми многу сака таа песна. Па јас пред да се мажам не готвев, немав тогаш многу време и не знаев многу да јадења такви работи, но кога се омажив, нели, во Шведска, дечиња, ваму таму, прво што нели мислиш за дечињата, затоа ние го имаме тоа природно во нас, како да ги нахраниш децата, како здраво да се хранат уште кога се во стомакот. И тоа е тоа најважно. ти го смени животот. Да. Бракот, децата, сето тоа. Како не. Јас се преродив. Вади некоја нова верзија од тебе. Точно. Па во некои вери жена кога нели тоа се верува така дека жена кога ќе роди со првото дете сите гревови се упростуваат. Па така да верувам дека тоа така и нели нормално после да не греши повеќе. Да, така е, кај нас така како да се родиш и ти без грев, како е. Така е, да. Нов живот. Така е. Но, да. Нов живот, па нова јас среќаност. Сум и горда мајка и така да моите две Керкичките имаат керкички талент за имаат музика. талент, да, одат на клавир, учат клавир да свират. Многу добро музичко школо Боро Џони во Струмица, сигурно и ти имаш учено таму. Па сите ние почнавме од Боро Џони. Да, ги гледам доста твоите роднини како ги носат внучињата на Ние сме од таа школа излезли. Точно, да. Многу музичари и добри музичари и пејачи има излезено од тоа школа. Да. Така да и мене Значи ми е... имаш наследнички. Се надевам, да. Не ги, знаеш, притискам, сакам и тие да сакаат, па многу пати викам јас морам нешто да ве научам да работите. Утре други ден како ќе вие треба мене да ме гледате. Значи традиционалното ти си го тераш и ти си блиска со твоите родители и тука ти се блиску и си им се посветуваш многу, што е многу убаво. Па на тоа сум најмногу горда, што мајка ми и татко ми се тука до мене, што и тие сакат, нели, има некои деца напорни се, па целата работа ја остават на родителите. Јас, например, многу гледам и моите родители да не ги оставам со моите деца премногу, затоа што е навистина тешко, нели, со деца да поготово на тие години сега моите родители што се. И така и тие сакат со нас да биде затоа што се е избалансирано. И сестра ми е тука исто така таа ми помага кога не сум во Струмица и тоа е. Мислам, мора да имаш поддршка и помош. Се тоа што се личите, нели? Се личиме, да. Јас еднаш ќе викам. Да, избрав, викам, гледам да ме сузе, кога гледам вика не сум, јас сузе. Стварно се личи да те. Многу се личиме. Па се личе, јас која сетнав. Исти татко сме. Џамбо, ти од директно од емисијава продолжуваш за Германија. За Холандија. За Холандија? Да, Амстердам. Браво. И после таму што имаш настап? Имам настап во Амстердам, во Ден Хаг и после Дизелдорф, па назад се враќам. Браво. Темпово значи респект. Па кондиција како одржуваш? Ти вежбаш нешто или немаш време за вежбање, пошто сузеве у планина, таму црпи енергија на воздух? Па да ти кажам искрено, не. Тој вежба во студио. Цело време сум во студио, си работам со музика вежба. таму, ваму. И да ти кажам искрено, јас знаеш кај мене проблемот, јас кога одмарам се разболувам. Па не ти е научен организмот на тоа. Одмарам, една недела ако имам да одмарам, право сум болен. А после кога почувам да свирам, се ми поминува. Па гледаш организмот ти е научен на тоа темпо. Јас така многу пати. Кога нели работам, ако некогаш се случува месец дена да сум активна и потоа нели кога ќе седам да одморам, јас првите 2-3 дена сум болна. Да. Викам како Секој самиот пат, организам секој да знае кога треба да се разболи. Па викам поарно, викам да не одмарам, не. Да,
Па го менуваш темпо, тој автоматски нели се случува промена, некоја што не му е препознатлива на организмот. Верувам дека ќе има нешто ново сега од вас. Сузе, не знам ти што имаш у план сега со твоите проекти и музички новитети. Па тоа со Звонко Демировиќ, што снимавме нова песна и снимавме спот, и тоа во Дојран, во нашата вила кај што е направивме во Стар Дојран. Да, таму си често. Да, тој имаше предлог во Охрид да снимаме, па јас прашував во Охрид во некои вили да снимаме, но сега не се отворени и плюс ладно беше пред една недела. Да. Базените се празни и кога прашував, викам, немој вика да гледате вие по сликите, значи вилите не работат сега. Ладно е, плюс цвеќињата се покриени, палмите се покриени. Па тогаш се сетив, викам, па ние имаме вила, викам, од Дојран, викам, ќе го наполниме базенот, таму ќе снимаме. И човекот прифати, дојде, снимавме спот. Јас бев многу дотерана. Сега во последно време ја имам таа чест да ме облекува Елена Лука и баш Звонко Демировиќ ме праша: Леле, па вика, па толку убави фустани има, вика, во Струмица. Тој отишол во Белград да се облекува, затоа што бевме многу убаво облечени, складно облечени. Тој дотеран беше. Вика, зарем толку убави, вика, фустани има, вика, во Струмица. Па викам, во Струмица нема што нема. Да, јас горда што имаме еден таков моден дизајнер во Струмица. И да, Елена Лука еден од најдобрите, да. Затоа што нели ако забележа и многу е олеснителна околност кога ќе може некој да те среди да размислува на твојот. Ако забележале дека малце поинаку изгледам во последно време. Забележително е тоа, се гледа. Така да сум многу сум и благодарна што ја имаме соработката и сум горда нели што имаме еден таков дизајнер во Струмица, кај што ми е многу полесно да се организирам околу тие настани кога имам настапи или снимања. Супер. И имаш тим постојано што е со тебе и фризерот што си доаѓа и шминкер, си дојде со цела екипа. Да, Алекс е секогаш задолжен за мојата фризура, сега и Дејан што работи со него, така да не се секирам околу тоа за ништо. Супер, тоа е многу битно и многу леснителна околност. Џамбо, ти веројатно не се оптеретуваш со толку со тоа, пошто мажите сте малце растаретени на тема шминка, фризура. Мислам дека со фризурата малце се задржува. Да. И на мене ми помага Алекс. Ама и брадата многу треба одржување и плюс не знам дали ти сам се средуваш или Па некој пат кога немаме време и сами се правиме, ама почесто си одам имам си бербер што ми прави. Да, стандардно. Треба стандардно. Си знае дека само седам. Не, Џамбо е секогаш дотеран. Никогаш го немам видено да не е среден. Си облечувам што ми личи, си оземам тоа не гледам, ја сакам и што е убаво. Не, па види се ако си звезда. Како што се осеќаш најдобро. Точно, ама не можеш да се појавиш било како. Да. Сега луѓето гледаат. Јас многу пати нели не сакам секогаш да се средувам, но морам нели. Па не можам да се појавам нели без малку шминка или Значи тоа дефинитивно мислам дека дел од кариерата и тоа поготово кај жените забележително да биде убаво облечена, да тоа им се допадне на публиката, нели стајлингот и изгледот и сето тоа си допринесува. Респект спрема себе и за публиката. Да, и за публиката. Точно. Што имате ново на музички план? Што е интересно? Ние моментално спремаме најнов албум кој го издаваме од Берлин, од Асфалт Танго, најголемата продукција. И така да текст се спрема, се снима, се работи и така веќе подолго време, година и пол го спремаме. Ќе биде сериозен музички проект. Да. Претходен албум време на корона излезе, за жал малку и направи сварно ни направи да не оде как што треба албумот, иначе албумот земаше во Songlice магазинот од Англија прво место. Браво. Најдобар албум беше, али сите настапи ми се одложи, што требаше да промовирам албумот. И затоа сега со овај албум треба уште подобар да биде. И затоа се мачиме малку. По Македонија ќе имате ли настап? Па се надевам дека ќе имаме и во Македонија. Јас многу би сакал и тука да имаме, да. И тука. Нормално. Времето ни истече за разговор, чека јас имам подароци за вас. Ова е за Сузе.
Ова е Beauty Matrix, се извини повеќе за жените имаме. Beauty Matrixот е колаген рибен со природно 100% природни состојки, добар е за косата, кожата и ноктите на Nutella Beauty. Благодарам многу. Ова е исто суза за тебе. Да. Ова е од Medovil. Имаш шауер гел со Q10 и имаш антистреч. Ова е млеко 3 во 1, кое е добро за да не ти се појавуваат стри, сите оние проблеми со кожата ги средува, затоа што има навистина квалитетни состојки. Medovil со години традиционално работат органски производи, 100% природни, повеле. Баз за тебе, Суза. За Суза, да. Мора да се одржуваме. Мора. Чајче за слабење. Леле, тама имам уште 4 кила више од како да сте знаеле. Ова е важно што го убрзува метаболизмот и прочистувањето на цревата и ќе ти дојде добро, пошто си цело време во движење, веројатно некогаш јадеш побрза храна, ќе ти биде супер за прочистување на цревата. Фала ви благодарам. Ви благодарам што ми бевте гости. Ама да испееме уште една песна. Може уште една, Ајде, така да си го завршиме. Дека јас нели имам многу коментари. Презимето ми е турско. Мислам, не е турско презиме, него зборот Гавас е турски збор. Да. Па многу пати ме прашувале дали сум турчинка, дали сум ромка и па јас викам ниту сум турчинка, ниту сум ромка, јас сум македонка. Сега за ова Една прилика македонска. да една убава македонска песна, па вели вака. Да можам да разберам була ли си и гркиња ил си моме македонка, што си толку убава. Ил си моме македонка, што си толку убава. Браво, Джамбо. Нема што да нас дополниме. Најубав крај тука на ова издание, верувам дека уживаат сите што не гледаат и верувам дека ви беше пријатно. Многу ни беше пријатно, фала уште еднаш. Јас Фала ви, надевам дека и на благодарам. гледачите ќе ми е убаво и ќе уживаат. Мене ми беше чест што вашата набиена агенда што ја имате, одвоивте време за да бидете со Равенка за успех. Секогаш сме тука за ваква водителка кој што сте вие, Маја. Фала ти се за Се- фала. се- Многу Тресирам. позитивна енергија. Да. се опушташ како да си дома. Да, тоа е битно, да си бидеш опуштен, да се осеќаш лежерно. Да. Фала ви многу. ви Успех благодарам. само и многу поводи за гостување, а верувам дека вие ќе имате и да најдете време колку и да сте бизи да видите тука да споделите со нас. Секако. Поздрав и до нашите пријатели и поддржувачи VGR кои ги има на повеќе локации низ градов и кои имаат навистина прекрасни вкусови. Она што ќе го напоменам за нив е нивната акција со 2 големи пици купени. Вашиот доставувач од Корпа ви носи гратис пица сендвич. Поздрав и до нашите пријатели megavin.mk за сите оние кои сакаат да се испробуваат среќата, нека се вклучат на онлайн платформата megavin.mk каде што ве очекува и најсочниот Juicy Jackpot кој е над 8.800.000 динари и не престанува да расте. Токму затоа, доколку сакате, уклучете се на оваа платформа и испробете ја својата среќа.